кратки најави за денешните настани. Финишираат подготовките на 9-тото издание на Охрид трчат. Презентиран планот за противпожарна заштита на Охрид и Дебарца пред стручна австријска делегација. Руралниот туризам во Македонија како привлечна опција за туристите кои бараат автентично искуство има сериозен економски потенцијал. Од утре посебен режим на сообраќај кај ЕМУТ Свети Наума Охридски. Апсења во Белгија и Холандија поради корупција во Агенцијата за набавки на НАТО. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме облачно време со пообилни врнежи од дожд и максимална дневна температура до 12 степени Целзиусови. Врнежите од дожд во текот на ноќта, петок кон сабота и во сабота во раните утрински часови ќе престануваат. Во сабота над Источна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во најголем дел од североисточна, источна и југоисточна Европа ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Локални врнежи се очекуваат и во Централна Европа, како и на Балканскиот полуостров. Во останатите предели од континентот ќе превладува стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров утре во северните, централните и во источните предели ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите делови од полуостровот ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 16 до 22 степени. Во Македонија во сабота ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер кој што во североисточните, источните и југоисточните делови од земјата ќе биде засилен. Минималните температури ќе се движат во интервал од 0 до 9 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 12 до 22 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде ветровито и потопло со максимална дневна температура до 17 степени. Во Охрид во недела претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната до 19. Претежно сончево време со појава на локална облачност се очекува и во понеделник. Утринската температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во вторник ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност.
Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Финишираат подготовките за 9-тото издание на Охрид трчат, што ќе се одржи следниот месец. Охрид трчат прерасна во манифестација на листата на врвни спортски настани, не само во нашата држава, туку и во поширокиот регион. Се подготвува 9-тото издание на манифестацијата Охрид трчат. Годинава на викендот што ќе се одржи следниот месец се очекуваат стотици тркачи, не само од земјава, туку и од целиот регион, да ги одмерат своите сили. Нашата визија е стварно голема. Не е лесно, нели, во Охрид и во Македонија, сето тоа да успеваш во една рамка да го ставиш и со помош на човечките ресурси кои што ги имаш да го реализираш максимално и да изгледа тоа светски. Значи секако, акватлонот ни на 24 август и тој е дел од Охрид Ватер Фестивал, Пештани трейл и вертикал е 27 и 28 септември. Значи годинава можам да се пофалам дека франшизата Highlander, која што е светска франшиза за хајкинг, нели, од планината Јабланица ја преселивме на Галичица, така што ќе имаме незаборавни 3-4 денови на Галичица, веќе имаме 40-50 значи хајкери надвор од Македонија кои што ќе бидат дел, нели, од Охрид и ќе ги видат убавините на природното богатство, нели, на Галичица. Фестивалот на водените спортови годинава ќе се одржи во втората половина на август. Секојдневно ќе се одржуваат спортски настани, пливање, езење, нуркање, кајакарење, водени лудории. Целта е промоција на водените спортови, но и привлекување на што поголем број туристи. Спортовите на вода се идентитетот на Охрид и Охрид треба силно да се фокусира и да им помогне на тие спортови, на сите оние клубови, спортски работници да
од година во година бидат се поуспешни и поуспешни, затоа што на таков начин сите ние како Охридска заедница ќе имаме бенефит, посебно дечињата, и максимално сме посветени нели на одржувањето. Ова година од 15 до 30 август ќе се случи Охрид Ватер фестивал, ќе има многу активности, ќе има многу нови активности, секако ќе имаме и тие ноќните активности каде што ќе имаме концерти, нели ќе понудиме интересен спој на музика, забава, дружење. Охрид трчат денес прирасна во манифестација на листата од врвни спортски настани, не само во нашата држава, туку и во поширокиот регион. Презентиран планот за противпожарна заштита на Охрид и Дебрца пред стручна австријска делегација. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков денеска оствари средба со стручна делегација од областа на противпожарната заштита од Австрија од Покраинската противпожарна бригада на Тирол. На средбата присуствуваа представници на противпожарната единица од Охрид, при што беше извршена презентација на планот за противпожарна заштита на општините Охрид и Дебрца. Во рамки на презентацијата беше опфатено подрачјето на делување на противпожарната единица, противпожарната опрема и капацитетите на возниот парк, како и кадровските потенцијали за делување на терен. Во дискусијата беше потенцирано дека во општина Охрид има неколку критични точки за делување, а тоа е Стариот град, централното градско подрачје и крајбрежјето на Охридското езеро на потегот кон Свети Наум. Беше потенцирано дека противпожарната служба со 39 вработени во периодот од 2023 до 2025 година имала вкупно 1280 интервенции од различен карактер и дека има потреба од дополнителни кадровски потенцијали, особено во периодот на летните месеци. Во тој контекст беше потенцирана и потребата од активна волонтерска служба за противпожарна заштита, која треба да биде соодветно опремена за делување при поголеми пожари во Охридскиот регион. Стана збор за доброволното противпожарно друштво Ентузијаст, кое брои 25 лица и веќе активно делува во Охрид. Беше разговарано и за донацијата на едно противпожарно возило, која е веќе обезбедена за ова противпожарно друштво, како и за можни идни проекти за дополнителна опрема и обуки за волонтерската единица преку канцеларијата на државните власти од Тирол, Австрија, во соработка со општина Охрид. Градоначалникот изрази големо задоволство од посетата на австриската делегација со надеж дека оваа соработка ќе продолжи и во иднина. Од утре времен режим на сообраќајот во близина на електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски. Надлежните служби при општина Охрид од утре започнуваат со активности за асфалтирање и уредување на пресекот меѓу улиците Железничка, 15-ти корпус, 7 ноември и Ристо Чадо, кај кружниот тек во близина на ЕМУЦ Свети Наум Охридски. Поради активностите сообраќајот ќе се одвива во отежнати услови. Возачите и пешаците да го почитуваат времениот режим на сообраќајот, да возат и да се движат внимателно, посочуваат од општина Охрид. Руралниот туризам во Македонија како привлечна опција за туристите кои бараат автентично искуство има сериозен економски потенцијал. Има многу успешни етнотуристички приказни кои го докажуваат тоа. Една од нив е Бела Каса, на брачниот пар Кате и Васко Граждани. Оваа етно куќа се наоѓа во Дебрца, на целото Црвена вода, во прекрасната природа на Караорман. На падините на Караорман на 1300 метри надморска висина на целото Црвена вода Дебрц се наоѓа етно комплексот Бела Каса. Ова е совршено место за одмор или семеен викенд на планина. Тука денот е исполнет со активности во природа, пешачење по шумски патеки и уживање во свеж планински воздух и вкусна домашна традиционална храна. Бела Каса е идеја на брачниот пар Кате и Васко Граждани, кои професијата градежништво и нивното хоби ловот ги искористиле за да создадат успешна етнотуристичка приказна. Идејата за еден ваков ресторан и на ова посебно место беше од порано. Имавме голема замисла да имаме нешто на врв планина, во ова прекрасна природа. Заедно со сопругов замислувавме некој ранчо, нешто ресторанчина и ете дојде време веќе да го имаме и то нешто. Имаме изградено ресторанот ние, имаме апартмани, моментално мислам 3 студија, во тек се и другиве 3 веќе за брзо време веќе ќе бидат изградени и тие. Исто така имат и за децата, имат игралишта, имат лизгалки, трамволини, све. И слобода, најмногу слобода претежно за деца, кончина за јавање.
Комплексот е посетен од домашни и од странски гости преку целата година. Претежно резервираат 3 или 4 дена, но кога ќе дојдат, често го продолжуваат престојот и до 7 дена, вели Кате. Туристи имаме од скоро сите земји. Често пати сме посетувани. Тука тие бараат домашната храна, све што е домашна храна. Ние имаме доста специјалитети тука. Исто така природата, зашто ние се наоѓаме на 1260 надморска височина, моментално во регионов Можит први сме, и уживаат во тишината и во мирот. Претежно тие стално кога и да дојдат, со првото излегување од возилото, се воздивнуваат на ова место, од самава природа, воздухот, то најмногу ги привлекува нив. Тие обожаваат вакви тивки места, мирни, место за уживање, за релаксирање и посебно и храната, а исто така стално спомнуваат и многу велит гостопримливи све тука велит. Васко Граждани е искусен шеф на кујна кој со многу љубов подготвува домашна традиционална храна, од леп во фурна, тавче, гравче, вргањ, скара на жар до комат, питулици, ѓомлезе, свежо сирење. Прават домашно вино и ракија на која и додаваат билки за, како што вели Васко, да не боли глава. На трпезата во бела каса може да се најде и дивеч. Пред се пред јадење салата македонска најмногу што барате, тоа е со патиџан, пиперка и кромит. После тоа имаме домашен колбас, ајдучко да грне се составуваат од дива свиња, срна, зајак и суврган. И после тој го трошиме најмногу јарешко, јагнешко и нормално се ѓомлезе, имаме наше питулици од местото тука на ражан, јагнешко правиме. Кате и Васко Граждани планираат во иднина зголемување на сместувачките капацитети со уште неколку планински кујкички, како и изградба на базен. Бела каса се наоѓа на околу 1 час возење од Охрид. Од последните кујки на целото Црвена вода до неа води тесен, но асфалтиран пат. Нова вредна донација во одделот за анестезија, реанимација и интензивно лекување при јавната здравствена установа Општа болница Охрид. Новата современа медицинска опрема ќе придонесе за уште побезбедно и поефикасно спроведување на тешки интубации. Донацијата опфаќа 2 конвенционални ларингоскопски сета со 5 шпатули, еден неанатолошки конвенционален ларингоскопски сет со 3 шпатули и ларингоскопски сет со флексибилен врв за тешка интубација со 3 шпатули. Оваа опрема во вредност од 300.000 денари представува клучен елемент за секојдневна и безбедна работа на тимот, особено во итни состојби, каде навремената интубација може да спаси живот, велат од Охридската болница. Донацијата е овозможена од страна на градежната компанија Лихнидос Резиденцис. Охриѓанец загина при изведување градежни работи во трговски центар. Утрово, во 9 часот и 24 минути во СВР Охрид, од итна медицинска помош Охрид било пријавено дека при изведување градежни работи во трговски центар во изградба во Охрид, паднал и се повредил 58 годишен работник од Охрид. Тој бил пренесен во болницата Свети Еразмо, каде им подлегнал на повредите. Увид на местото на настанот вршат јавен обвинител и полициски екипи, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен викенд.